смугнеш, а? Да избегаш, Васке. Ти го баја ги спиеш, а ми стража чуваш. Не си пуштам јас така лесно и ребица од постелица. Доста, Пецко, знам на кај тера муабетов. А не ти чи ништо топла покривка секогаш имаш. Јас не се жалам, ама... Ама што, ама? Еј, немој да си груб. Не сум груб, бе, Васке. Само знам на каде го носиш муабетов. Пецко, 3 години сме во брак, уште немаме деца. Не, тоа те чекав да го кажеш. Наместо денов да си го започнеме радосни. Па јас радосна си бев. Ако си беше радосна, што не ме зарадува? Пецко, денот за бркање работа, а не за лезат терање. Мејаната на тебе чека. А треба да бидеш добар меанџија, за да имаш добар бакшиш. Ајде, станувај. Ама си терсене по сабајле. Ајде, станувај, облекувај се за на работа и дај ми пари. Многу те сакам кога вака ми наредуваш. Пецко, пари ти побарав. Злато, зашто ке ти се пари? Оти ако ги даваш по гатачки и бајачки, не ти дава. За мидер ми се. Нов и убав, а ти ке ми дадеш пари. За мидер ке ти дадам. Ајде. На работа. Што ми е убаво вака кога ме строиш по сабајле. Како не ке сум купела мидер, ти нема во мидерот да гледаш, во мене ќе гледаш, што си улав, бре. Морите! Шумоглава да не си? Празноглава сакаше да кажеш? Шумоглава, празноглава, исто ти се фаќа. Можда сум кефлија? Можда си, ама мене не ми изгледаш така. Знаеш што? Арно што те сретнав. Ми рекоа дека на крајот од Сокачево живеела некоја од твојот сој. А каков сој сум тоа јас, те молам да ми кажеш. Па не знам каков. Цигански таков. Слушај, како мојот сој нема рамен. Друго сакав да те прашам. Ајде кажи, целата во се претворив? Една циганка, што живеела во Сокачево, ми рекоа оти многу убаво гатала. Можеш кај неа да ме однесеш? Мори жено, па ти за кај ме не си била? Ти си таа? Ајде, тргнувај по мене. Ама ќе ми ја решиш маката или нема да ми ја решиш? Јас бре жено, јас немам мака што не сум ја решила, па твојата. Па што мака имаш ти? Бремена не можам да останам. Грешка си. Ти си веќе бремена. Јас сум бремена. Да, 2 месец. Како може да сум бремена, да не знам? Тоа и јас не можам да сватам. Како може да си бремена, да не знаеш? А добро, еве да речеме дека сум бремена, а не знам. Друго што ќе ми кажеш? Ракава ме чеша. Да ми даеш некој мелем, да ме отчеша, па ќе ти кажам. Ќе ти дадам. Ајде, тргај по мене. Бегај, никако да добегаш. Кај да најдам некој камен. Ке пукнам од нервоза. Очниот притисок ке ми се качи. Ке одам кај Пецко во Мејана. Тамо ке си ставам капки во очите. 10 души ме чекаат рано од сабајле. Го губам видот. Не можам да си се долекувам од нередовно ставање на капките.
Дај Боже да биде отворено. Ако не се одморам кај Пецко, каде на друго место ќе се одморам? Шекјур. Добро утро. Добро утро, докторе. Пецко, да си ставам капки во очиве и да се напијам кафе. За баје 20 души чекаат кај мене наред. Затоа никој нема кај мене. Кај те видат, од кога јас ги решам проблемите. Туку жена ми уште не е бремена. Да не е добар тој илјад што ми го даде, а? Да не треба можеби некој друг. Пецко, јас сум докторот или ти? Ти. Па тогаш слушај. Ајде, ставај едно кафе. Што картите се овие? И што карти се да знаеш. Вакви не сум видела. И нема тука такви. Од Унгарија ми се. Ама... Да не ми правиш ти некоја магија? Без магија супина не се кажува. Ако сакаш да останеш, остани. Ако не, да си одиш. По црквата не смеам вакви работи. Црквена, мртвена. Нема тука таква работа. Дали сакаш да ја слушнеш вистината или не? Сакам. Ако сакаш, влечи 5 карти. За 7 месеци ќе родиш здраво машко дете. Стај ми вино. Ау! Леле! Ама, мрежено, што ти стана? Ау, леле, клоца, не запира клоца. Ајде, брзо легни до кревето. Легнала ли, станала, исто ми се фаќа. Ајде, легни. Оди по докторот време. Легни тука, ајде. Оди, не ме шифцирај, оди по доктор. Добро, одам по докторот. Ау! Добрич, не ме светнува. Тропај да тропнеш да Бог да. И тогаш нема да видам раат. Добар ден, докторе. Кој си ти? Пецко. Не те гледам добро. Време е за жена ми. Хајде. За секој има време. Ајде, Само за моите очи нема. Хајде да тргам, ајде. Ајде. Пет деца ќе родев, дури да дојдете вие. Каква жена волк имам, Васки, дај да го прегледам. Добро. Убаво дете на татко. Оваа карта кажува дека 10 години после раѓањето на детето ќе живееш благословена во љубов. Дај Боже. Ама исто така кажува дека 10 години после раѓањето на детето нема да живее со тебе, ама ќе биде живо. И да не умрам после 10 години. Не знам.
да живее при тебе, ама ќе биде живо. Да не живее при мене, а да биде живо. И тоа нема да го издржи. Јас ти ја кажам судбината. Ама јас си пркосам на судбината. Целе на мене во табиетот. Подобро на мене да биде. Доктор или учител ќе биде. Јас мислам што поскоро кај учителот да го дадеме. Да научи да пишува, да чита. Колку е помало, толку побрзо ќе учи. Мозочето како сунгерче ќе му впива. Тато, ајде да си играме. Ќе одиш со другарчињата ќе си играш. Може уште нема другари, Васки. Ако немаш ќе си најдеш, нема смотле да бидеш, јасно? Ако тато прави сега кој што ќе кажеш ти, мамо, не мора јас така да правам. Еј, види го што ми рече. Јунак на тато. Јунак на мајка. Ајде, на спиење. Жено, детево не е за посокаци. Јас мислам дека е многу паметно. Треба кај учителот да го дадеме. Ти појди кај учителот и поразговарај со него. Па кога ќе може, кога ќе биде послободен, нека доаѓа кај нас и тука нека го подучува. Што мислиш? Колку пари ќе побара? Колку ќе побара, толку. Ќе најдеме и ќе дадеме. Колку пати сум ми кажал на служителката да не ме прекинува додека работам и никако да научи. Не сум гладен. Тишина! Тишина е тоа што мене ми треба. Учителе, јас сум. А што дека си ти? Мислев, Нема ти што да мислиш. Си мислел тоа што си мислел. Требало да ти кажат да не ме прекинуваш додека работам. па вие ако вака се дерете, јас нема да го донесам син ми кај вас да учи. Пецко! Пецко! Почекај бе, Пецко. Почекај, од кај да знам јас зашто си дојден ти. Не сакам да разговарам повеќе. Те видов што карактер си. Ама застани. Јас сум ваков само кога пишувам нешто. Како учител не сум таков. Јас мислев кај мене дома да те викнам. Пари да ти дадам, детето да ми го учиш. Ти ми се дереш. А, не може така. Види, јас сум строг човек. Ама и со деца треба строго. Верувај ми. Ти деца имаш? Немам. Тогаш од каде знаеш како треба со деца? А и тоа што викаш. Мамо, каде е тато? Зошто не доаѓа? Ке дојде. Ене го на работа. Ама недела. И бев во меаната. Не е таму. Кај учителот го испратив и уште не се вратил. Ке се врати, Васки. Како нема да се врати? Туку, ајде стави ми од капкиве во очево. Не можам сам да си ставам. Добро утро, женичке. Кој е црно утро од вчера те нема. И? Кој е ученикот? Митре, влегуве в куќа. Не му се дери на детето. Докторе, влезете внатре со Митре, не сакам ваков да го гледа. Јас ќе те научам се, Митре. Ајде.
Пецко, втор пат во животот ти се случува да се напиеш и ако ти се случи уште еднаш, да знаеш дека ќе те оставам. Добро бе, женичке, добро. Јас сум крив, господјо. Ти уште од првиот ден ми го расипа мажот. Бивало ме Анџија пијан да биде? Тој треба жедни преку вода да ги однесе и на крајот на муштариите пијачка да им даде, ама тој пијан не смее да биде. Така е, ама поводот беше голем. Нема повод. И како да ти верувам сега за синот кога мажот ми го расипуваш? Господјо, вие дајте ми прст, јас душата ќе ви ја дадам. А времето ќе си покаже. Ќе размислим. Васке, учителот ќе го носи Митре во градот. Таму да учи. Во градот? Па нели е Малза во градот? Уште од мал ке научи што е живот. А јас ке ставам кафе, да се отрезните, па потоа ќе разговарам. Каде што имаш 3 точки, ставаш домино со 3 точки. Например, 3 со 4 може? Може. Сега јас ке морам со 4. Што правите? Играме домино, мајко. Некој игра од градот. Градот, градот. Не сакам да го слушнам тој збор. Вас, докторе, не ве болат очите од крукчињата? Па нели пред малку ми стави капки во очите против болка. А ти зошто си толку лута? Ај што се напија, се напија. Ама сега сакаат Митра во градот да го праќаат да учи. Ама јас сакам во градот, мајко. Ама јас не сакам да ме оддалат од тебе, мајкино. Мамо, немој да плачеш. Толку мала далеко ќе одиш? Не сум мал. Имам 10 години. Леле, колку многу години имаш. Па многу се. Ти си јунак, Арслан, како крале Марко. Се што ќе ти каже учителот, да го слушаш. Се ќе го слушам, татко. Каде е мојот нов ученик? Еве сум. И куферче си имам. Браво. Учителот, детето ме откинуваш. Мамо, Не гледајте на тоа така трагично, господјо. Одиме, Митре. Да си го гушне, мајка, уште еднаш. Јунак. Ајде, сварно нека е. Ајде, Митре. Како вчера да беше. Прцуче. Да влеземе. Повелете. Не знам каде да ја барам. Се разбудив и ја немаше. Нормално ли е ова, докторе? Мајчинството е сложена работа, Пецко. Откако замина Митре, ниту јаде, ниту зборува, само тагува.
Уште во Теславо сокаче не видовме. Васка во црна ноќ по тесни сокаци да миде. Докторе, ум немам, срце ќе ми пукне. Пецко, таква си е работата. Ај, Лена, мајко. Лена, мајко моја, што барам јас овде? Втор пат стакнувам на овој брак. Жено, се што ми кажа се оствари. Каде си сега да ме утешиш? Судбина рече. Сакам да ја пркосам, ама не можам. Васке, Ти си крив за се. Васке, за негово добро е. Докторе, многу ми е тешко. Ми се чини, крила ми растат на грбов, па ќе летнам до него. Васке, ќе ти дадам еден лек. Да ме слушаш. И повеќе крила нема да ти растат. Не сакам како утка да тагувам по моето дете. Не си јас сакам судбината. Васке, ние луѓето сме над судбината. Ке видиш кога налето Митре ќе ни се врати колку добро сме му направиле со ова сега. Така си е. Ќе видиш. Ќе биде добро.